Почитувани гледачи, трет блок отворено студио 1 на 1 ТВ. Во овој блок внимание посветуваме на законот за млади, што ќе донесе, дали и какви позитивни работи. Токму на оваа тема во отворено студио 1 разговараме со Блажен Малевски од Националниот младински совет на Македонија. Добар ден. Фала на покана. Иван Јованов од невладината ЛИД. Фала на поканата, Антонио. И Стефан Андоновски, представник од ВМРО ДПМН во работната група која го изработува законот. Добар ден и за вас. Представник од младите на СДСМ немаме, бидејќи не беа во можност да присуствуваат на емисијата. Меѓутоа темата ќе одработиме со гостите кои што ги имаме во студиото. Најпрвин, што представува Законот за младинство, учество и младински политики? Па добро, како член на работната група ќе го земам првиот збор. Во суштина законот представува признавање на она што е важно за младинското учество и како се креираат младинските политики во нашата држава. Во досегашното искуство на Република Македонија се одвиваше на едно адхок ниво, односно немавме загарантирани некои процеси кои што младите ги вклучуваат во она што е навистина за нив. Па така, идејата пред околу 1,5 година, кога ја дискутиравме заедно со пратениците од Клубот за младински прашања и политики, каде што они развиваат дискусија и со политички подмладоци, и со граѓански организации, и со извршната власт, стигнавме до еден заеднички заклучок дека е потребно да се креира еден ваков закон кој што им го загарантирува местото на младите, онаму каде што го заслужуваат, а тоа е да одлучуваат за политиките самите они. Тоа е особено важно, имајќи го на ум контекстот дека се повеќе млади си заминуваат, младите сакаат да учествуваат, но ги немаат каналите и на некој начин оваа работна група која што работи година и 6 месеци, година и пол некаде, која што е составена од политички подмладоци, луѓе од извршната власт, пратеници и политичките подмладоци. Креиравме предлог текст кој што во моментов се консултира и со млади и со младински форми на организирање. Се консултираше и со невладините организации, мислам дека тие всушност и се клучот за да се донесе добар закон за млади. Да, не само невладините организации, туку сите генерално млади од 15 до 29 години, како што ги смета законот. Неко морам прво да го поздравам процесот во кој што овој закон се предлага, односно се носи, бидејќи е отворен, каде што имаме луѓе во работната група кои што се од различно поле на делување, како што кажа Блажен, и дополнително кога го имаме тука првиот драфт на законот, истиот се консултира во сите региони на земјата и сите млади и младински организации можат да земат учество во него и да дадат свое мислење. Ние како Сдружение на граѓани чија цел е подобрување на статусот на младите, исто така земавме дел од консултациите во Скопје и според нас законот представува добра основа, меѓутоа се уште треба дополнително да се развива и да се доработи, посебно во делот на термините, што е тоа организација за млади, како ќе се обезбедат 1% од буџетот на Република Северна Македонија за трошење за самиот закон, кој ќе биде одговорен за тоа, како ќе биде известувањето по однос на тоа. Така што да се подобри, за да имаме еден сеопфатен закон кој што понатаму нема да го менуваме на секои 2 години да додаваме нови работи, туку да направиме еден систем кој што ќе им користи на самите млади и младите ќе знаат како да ги остварат своите права, меѓутоа и да бидат вклучени од друга страна, а од трета страна институциите да имаат одговорност кон самиот закон и да не се случува дека ќе имаме заобиколување на истиот. Стефан, вие како представник од ВМРО ДПМН во работната група, како го коментирате досегашниот тек на работата? Прво да ви заблагодарам на поканата и на интересот што вашата телевизија го има за процесот на носење на овој закон. Во оваа смисла е многу важно да
сите медиуми, било онлайн или телевизиски или пишани, посветат особено внимание на донесување на законот. Зошто го велам ова? Затоа што сега сме во процес во кој што ни е важно да сите млади слушнат дека се носи закон за младиско учество и младински политики и се вклучат во процесот со давање на своји креативни идеи, критики, мислења и ставови. Затоа што ниедно од решенијата кои што ние ги договаравме во работната група не се втиснати во камен, и тие подлежат на промени, кои што промени ќе бидат позитивни и добри пред законот да влезе во собраниска процедура. Ние како политички подмолок, како Унија на млади сили на ВМРО ДПМН се вклучивме рано во процесот, не на самиот почеток, туку по поканата од клубот на млади од Собранието на Република Македонија. И до сега сме доста активни, проактивни во целиот процес на креирање на законските решенија. Нашите предлози беа сослушани, некогаш се согласувавме, некогаш не се согласувавме, како што и да одите низ текстот на законот ќе видите дека имаме решенија кои што не сме ги согласиле до крајот, па се ставени како алтернативи или воопшто не се ставени, сме ги оставиле да ги видиме дискусиите, за потоа да седнеме повторно и да ги вклучиме тие критики и тие коментари во рамки на самиот закон. Освен младинското учество кое што се регулира, а во пракса веќе го имаме на локално ниво преку локалните младински совети кои веќе функционираат во Република Македонија, дел од нив поквалитетно, дел од нив помалку квалитетно. Овој закон регулира и учество на национално ниво, но ги регулира и сервисите и поддршката за младите и на локално и на централно ниво, кои што сметаме дека се многу значаен дел од конструкцијата за законот за млади, како што колоквијално го нарековме, а всушност се вика закон за младинско учество и младински политики. Ќе разговараме за тоа што треба да донесе и какви позитивни работи треба да се извлечат од овој закон. Споменавте сите тројца дека треба да се земе младите да земат што поголемо учество и консултации. Како се вршат консултациите, дали во повеќе градови во државата? Да, во моментов се одвива, денеска имаше една консултација во Тетово која што се одржа, утре веќе сме во Куманово, каде што исто така ќе се разговара, а последната консултација во градовите е во Битола на 13. Во изминатите денови ја поминавме малтене цела Македонија и ги слушавме коментарите на младите и на представниците на младинските организации. Мислам дека генерално е важно да се биде проактивен како млад човек, бидејќи на крајот на денот законот треба да представува нешто цврсто, нешто што ќе се имплементира и ќе треба да си ги знаат правата младите, но нормално и одговорностите. Дополнително покрај физичките консултации кои што ги организираме, имаме вебсайт кој што е отворен каде што може да се види текстот zakonzamladi.ams.gov.mk. И дополнително имаме отворена онлайн консултација каде што младите може да ги доставуваат своите предлози на имейл страната zakonzamladi@gmail. Дали тоа може секој поединец да го прави? Секој поединец е добродојден да коментира и да ги даде своите забелешки, да ги даде своите визии, можеби во која насока треба да се движи самиот закон. И секако ние како работна група сме отворени за сите дискусии кои што следат и пробуваме да го водиме процесот онака како што треба, транспарентно и да разговараме со што повеќе млади луѓе. Иван, што им недостасува на младите да бидат малку помотивирани во учеството, во општествените случувања, бидејќи гледаме дека се доста исклучени од се она што се случува во државата. Многу е мал процентот на млади кои што активно учествуваат и во носење на политики и во градење на некое општество кое што би имало добра иднина за сите. Како да се мотивираат? Дали токму овој закон ја има таа основна цел? Може би следната емисија ова може да биде централно прашање, меѓутоа вака накратко. Има две страни од самата паричка. Едната е дека не се консултирани, а од друга страна е дека младите не покажуваат интерес да бидат вклучени. Сега, со овој закон се надевам дека тоа ќе се промени барем од едната страна. Бидејќи, ако ги земеме податоците во обзир, околу 10 до 15% од младите учествуваат во работи во заедницата или па се дел од граѓански организации. Сега, ако го реплицираме тоа во однос на овој закон на младинско учество, ќе видиме дека ако млад човек ја гледа оваа емисија, што тоа значи за него, што ќе се подобри за него со овој закон.
тој ќе може како дел од некоја граѓанска организација или од тоа ко-менеджмент тело да даде свој придонес и 9 млади во соработка со 8 од институции да одлучуваат заедно, односно да даваат мислења за сите младински политики во земјата. Понатаму, на локално ниво, ако сум јас млад човек кој што живее во Радовиш, и Радовиш нема локален младински совет, јас со група на млади можам да покренам иницијатива за да формирам младински совет кој што ќе ги спроведе моите мислења во советот и кај градоначалникот и со тоа мојот глас ќе биде слушнат. Тоа го предвидува овој закон. Понатаму законот предвидува и неколку други термини како младински центар, каде што може да се одвиваат младински активности на локално ниво, меѓутоа тука е проблемот што предвидува само како термин, а не предвидува дали ќе има и кога ќе има и кој ќе дава средства за тоа да го има, бидејќи ако отидете на локално ниво надвор од Скопје ќе видите дека младите таму немаат реално што да прават во однос на своето учество, во однос на својот ангажман, во однос на добивање на вештини кои што потоа ќе им значат. Така што ова се двете страни на кои што треба да работиме. Од едната страна институциите да ги вклучуваат младите, а од другата страна младите да се само мотивираат, да бидат мотивирани преку овие механизми од кои што ги овозможува законот и да имаме вин-вин ситуација. Законот е на добра основа, добра идејата, апсолутно неопходна, меѓутоа колку се институциите подготвени да излезат во пресред да се реализира вакво нешто? Па видете, овој закон, како и другите закони, не представува ништо доколку не биде имплементиран. Ние од почетокот влеговме и времето го кажуваме како еден предизвик, затоа што ако се сеќавате добро, во 2011 имаше една иницијатива, дури предлог на закон за млади се викаше тогаш, со кој што ги регулираше отприлика овие прашања. Добар или лош, ваков или онаков, со сите своји мани и доблести, ако тогаш се донесеше тој закон, можеби денес како имавме подобра ситуација со младите, па ќе зборувавме за амандмани на тој закон, подобрување на текстот на тој закон. Сепак времето е поминато, 8-9 години се поминати од тогаш. За жал, младите не успеа да се изборат за своето место во институциите на системот и да се представуваат себе си, па така имавме период во кој што се формираа локални младински совети, но според наоѓањата на секоја општина поединечно, со измени во нивните статути се регулираа локалните младински совети. Така и во овој закон, доколку не се вклучат институциите активно и остане во пилот форма или во основна форма не имплементиран, тогаш џабе сме потрошиле година и пол на консултации, на носење на добри законски решенија и на еден здрав процес на носење на закон со широки консултации, со вклученост, со трпение, со слушување на различните мислења. Сето тоа ќе падне во вода, доколку здравје Боже во септември, октомври, ако се донесе законот, од октомври не започнеме сите со имплементација. И тука првенствено својата улога ќе имаат институциите на власта, и надолу по вертикала и сите други институции до локалната самоуправа, но и граѓанскиот сектор и политичките партии и сите засегнати чинители. Затоа што ќе се вратам на вашето претходно прашање, вие прашавте зошто младите не се доволно вклучени. Едната причина да ја кажавме затоа што немале можеби можност, но втората страна е затоа што не виделе што користиме од тоа вклучување. Кој е бенефитот за младите од тоа вклучување? Без да ја ширам темата на проекти на сегашната власт или минатите власти визави младите, ќе видиме дека ангажманот на институциите на државата кон младите е незначителен. Рамен на нула. И затоа имаме тие фрапантни проценти на иселување на младите. И не можеме да зборуваме за младинско иселување како една обична појава во сите држави во светот и отворена можност, кога овде нас не се случува епидемија на иселувањето и тоа станува хронична болест на ова општество. Ние рапидно стануваме стара нација која што не може да се гради, не може да се развива затоа што немаме доволно млади. Со овој закон ние ќе визионираме да постојат канали во кои што младите ќе можат на вистински да го кажат својот став, но и тој став да биде слушнат и имплементиран и поддржан од властите, а не да се свати како гола опозиција на тоа што се случува во државата. На пример, мислам дека со Блажан го имам дискутирано баш овој пример, на еден млад човек му е потребно да се информира, да дознае како да аплицира на универзитет во странство и да добие стипендија. Не знае да го направи тоа, нема интернет или не користи, не знае како да стигне до страницата, преку својот локален младински совет може да се информира, може да побара помош, може да побара поддршка, без да тоа личи како барање на
на милостина или хуманитарна акција, туку едноставно да си ги заштити своите права кои му следуваат по закон во оваа држава. Да ги спроведе буквално, да бидат спроведени оние права како што велиш кои што ги има. Го спомена Стефан и силувањето. Знаеме каква е состојбата, знаеме одливот на млади дека зема се поголем замав, не таа работа воопшто не спласнува, младите бараат спас во западноевропските земји, а можеби и подалеку. Главната причина се финансиите. Овој закон дали ќе успее барем во мал сегмент да го намали он. Во некој дел би му била токму спречување на младите да заменат од државата. Па добро, законот сам по себе не може да го спречи тоа. Дали ќе има индиректен ефект, барем мислам дека сите во работната група се надеваме. Зашто го велам тоа? Мислам дека за прв пат во државата им се дава буквално право на младите да учествуваат во секоја одлука која што е за нив. Така што ако се работи за еве да речеме локална стратегија за млади на локално ниво, младите се оние кои што треба кои што сами иницијативно треба да бидат во локалниот младински совет и да функционираат и да действуваат во она што сакаат да го постигнат. Не знам, ако тоа значи дека треба да има подобар сервис за здравство во општината, тогаш младите таму треба да ја превземат одговорноста и да речат: слушајте луѓе, ова е нашиот приоритет, на младите немаат каде да одат на доктор во општината. И некои слични работи, но на крајот на денот не можеме да го спречиме целосно иселувањето и не мислам дека главната цел на самиот закон е тоа. Многу повеќе е да им ја дадеме одговорноста, младите сами да ја земат судбината во своји раце и они да одлучуваат што сакаат да направат во оваа држава, бидејќи барем јас лично како млад човек сум навистина исфрустриран секој пат кога ќе слушнам дека иднината е на младите. Иднината е на младите, но иднината денеска се креира и ние пробуваме буквално да им ја дадеме сегашноста да ја креираат сопствената иднина. Локално споменавте дека може да се земе учество во стратегиите, во политиките, но дали тоа ќе може да се спроведе и на централно ниво? Се надеваме, ако нешто што предвидува овој закон, тоа е барем јасен механизам за спроведување на одлуки, односно учество на одлуки на младите на централно ниво. Зошто? Бидејќи ќе се формира национално советодавно тело кое што ќе номинира 9 представници, кои што заедно со 8 представници на институциите ќе можат заедно да дискутираат и да носат одлуки во однос на политиките кои што оваа држава ќе треба да ги преземе за младите. 8 представници, извини, од кои институции? Прецизирано или дека не е прецизирано? Се уште не е прецизирано, имавме големи дискусии внатре во работната група кого све треба да прецизираме. Сепак останавме на ставот да тоа бидат напишани 8, а потоа владата сама да одлучи. Не секогаш истите теми се појавуваат. Некогаш ќе ви биде потребен представник од Министерството за здравство, некогаш ќе ви треба представник од Министерството за култура, некогаш ќе ви треба представник од Агенцијата за вработување, така што го оставивме слободен тој делот во однос на приоритетите кои што ќе се креираат за тој механизам. Значи нема да бидат фиксни, туку може да ротираат. Да. А во однос на младинските представници тоа се 9 избрани од страна на младинските форми на организирање. Да. Извини што те прекинав. Нема проблем. Ако сакаш мислата, докажи си ја. Не, тоа е една добра работа и одлика која што е предвидена со овој закон. Стефан, како представник на политичка партија, како се разбирате со политичките опоненти, да кажеме, односно со другите политички представници во телото? Ова е добро прашање, од едноставна причина што во овој закон, како што јас сакам да кажам, во процесот на донесување на овој закон, не сме водени од страна, од надвор, од некоја повисока сила од нас самите.
ниту од Европската унија, овој закон не е во таа рамка на реформски закони, ниту пак имаме некое брзање или некоја инструкција од некого да го донесеме, туку учеството е заради желбата на секој од нас, политичките подмладоци и сите останати форми на организирање и на здружување на младите, да конечно застанеме позади едно решение кое што ќе донесе бенефит за сите млади, односно ќе даде алатка на сите млади да го постигнат она за што сакаат и она за што се борат, и независно од тоа дали се вклучени во некаква форма на здружување или не се, во некое движење формално или неформално, тие да можат да си ги реализираат сопствените права. Секако дека имаше недоразбирање внатре во работната група. Дури вака една искрен податок од внатре е дека политичките подмладоци во суштина беа многу меѓусебно разбрани и има заеднички состаноци сите политички подмладоци. Не само оние кои се вклучени 4 во рамки на работната група, туку и сите преку една друга платформа на која што се дискутираше и се решава одредени прашања, и ние застанавме со заеднички став како политички подмладоци, а потоа ние од УМС на ВМРО ДПМН, СДМ, форумот на ДУИ и БЕСА имавме за задача да сите тие барања ги имплементираме и ги предложиме во рамките на работната група. За дел од нив се согласивме, за дел од нив не се согласивме, но постоеше една здрава дебата, така да кажам. Практично ние водевме двоен процес на консултации и внатре во рамки на работната група и надвор со сите политички подмладоци, за да ги вклучиме решенијата кои што тие ги бараат како младински. А дали предлозите кои што ги дававте, вие претходно се консултиравте внатре партиски или на некој? Да, се консултиравме. УМС на ВМРО ДПМН излезе со еден поширок осврт кон тогашното решение или решенија кои што ги предлагаше законот, од 10 страни од прилика анализи на какви се решенијата во Република Македонија, што дозволуваат нашите законски прописи, какви се решенијата во соседството и во Западна Европа. Излегавме со предлог решенија и за локално ниво организирање, и за централно ниво, и за политиките и сервисите за млади. Можам да кажам дека тој систем на двојна функција, односно две тела на национално ниво, некако излезе од тие контури кои што ние ги предлагавме. Не сакам да земеме ние како УМС сега дека ние сме ги драфтирале, но дел од тие предлози навистина беа содржајни и фино прифатени. Од друга страна, се сеќавам па дека рамката за што представува млад човек, ние имавме некои други согледувања, но сепак аргументите кои што се дискутира во рамки на работната група беа поубедливи, па се одлучивме за едно такво решение. Така што мислам дека тој проактивен пристап кој што го покажавме и политичкиот подмладоци, и граѓанските организации, институциите во рамки на работната група помогна да имаме решенија кои што представуваат консензус на сите засегнати. Дали се добри или не, времето, односно консултациите покажуваат, а понатаму дали се имплементабилни ќе покаже времето кога ќе се донесе закон. Значи, Блажен, можеме да заокружиме дека всушност постои големо единство, односно мотив да се донесе овој закон. Апсолутно. Без разлика и на која партија припаѓаат младите или било дали се од невладини организации, сепак заеднички став е дека е неопходен закон. Апсолутно, и мислам дека тоа е многу здраво и дека укажува дека ние како млади луѓе имаме можеби повисок политички сенс од нашите постари, од сениорите. Од сениорите, како што би рекол нашиот колега Куштрим од ДУИ. И дека имаме политички сенс дека сакаме одредени работи да ги решиме. И сега, кога зборуваме за еден од најгорливите работи, како што и спомна и Стефан, дека младите ни се иселуваат и стануваме се постари, мислам дека е многу важно да имаме сите заеднички јазик, да бидеме сите на истата страна и да ги браниме интересите и правата на младите, така што мислам дека ова е одличен патоказ дека младите некогаш се и поамбициозни во она што сакаме да го направиме, без разлика дали тоа е политички подмладок или младинска организација. Ние секогаш ќе застанеме зад интересите на младите, и ќе работиме да ги усовршиме нивните вештини и нивните можности за учество. До кога спомена дека ќе траат консултациите и кога може да се очекува некоја драфт предлог закон? Па во моментов, како што реков, денеска имавме во Тетово, утре е во Куманово консултацијата, ако не се лажам, од 12 Не спомена на која локација, бидејќи можеби некој што не гледа ќе сака да
да присуства. Во Куманово, да. Сам дека сите настани се споделени на Facebook, На Facebook, да. и преку медиумите се споделуваат точните споделува. локации и времето, но често знаат и да се менуваат во последен момент, така да подобро да не фиксираме, може да погледат на настаните на Facebook и на се Facebook, информираат. на Facebook се секако комуницирани, може да ги видат на страната на Агенцијата за млади и спорт се споделуваат, но исто така и на Националниот младински совет може да ги погледнат на Facebook страната. А има и посебна веб страна, Закон Има и- за млади. .ams.gov.mk, каде што може да се информираат за сите работи. Она што ние во рамки на работната група избегнуваме да си даваме временска рамка, бидејќи неколку веќе прекорачивме. Идеално, ако све оди според планот, би требало да имаме еден состанок која ќе завршат сите консултации, која ќе заврши периодот за онлайн коментирање кој што е до крајот на месецот, да седнеме да ги видиме сите коментари како можеме да ги вклучиме во законското решение и после тоа да преминеме кон прво читање во Собранието на Република Северна Македонија. Идеално некаде до крај на септември би требало да се започне сето тоа и да го имаме законот таму. Супер. Иван, кои беа главните забелешки на ЛИД и предлози во едно? Па не би рекол на ЛИД, туку генерално некако низ консултација со луѓето кои што работат со млади и се од секторот, генералните забелешки се општите формулации кои што се вметнати во законот во делот на пример. Што е тоа? Организација за млади. Законот вели дека таква организација е онаа која што во статутот има пропишано дека работи со млади. Меѓутоа, дали реално таква организација работи со млади, ние не знаеме. Така што може да имаме ситуација каде што тие организации може да се вклучат во националното советодавно тело без реално да работат со млади и да застапуваат со млади. Понатаму во законот се вели дека 1% од буџетот ќе биде наменет за младински политики. 1% од кого? Како ќе се мери тоа? Кој ќе известува во однос на тоа? Кој ќе биде одговорен за тоа? Така што има сето такви формулации кои што мислам дека треба да бидат попрецизни за да имаме поквалитетен закон. И исто така сакам да кажам дека доколку младинските политики во нашата земја се зема сериозно и доколку младите се зема сериозно и доколку за секоја работа која што е важна за младите се поминуваше процес од година и пол, како што се поминува сега, за да се имаат квалитетни решенија, мислам дека младите ќе беа на многу подобро место во општеството отколку што се сега. Така што овој процес нека служи како лекција не само за младите, туку за сите идни законски процеси. Ако сакаме квалитет, тоа трае и мора сите да бидат консултирани. Ако сакаме адхок решенија, ќе добиваме ситуации какви што имаме во моментот во нашата земја. Секако за долгорочни стратегии мора да се направат поголеми консултации. Стефан, ако можам да забележам, во минатото, па може би и сега, младите ретко се консултираат за политиките од страна на власта која што сака да ги донесе токму за младите. Па да, за жал ситуацијата е таква. Бројките го покажуваат тоа. Само процес не само на иселување, туку на задоволство од младите од институциите на системот е на многу ниско ниво. Македонија ми се чини е во втората половина од 160 групи според еден индекс кој што скоро го прочитав на задоволство од институциите или генерално задоволство на младите. Тие бројки покажуваат дека младите не се чувствуваат добре дојдени во сопствената држава. И не би се согласил дека финансиите се една и единствена причина за иселувањето, туку тоа е губењето на достоинството на младите, кои што не се чувствуваат прифатени од општеството и не се чувствуваат дека можат да ги променат работите кои што им се случуваат. Секако тоа не можеме да кажеме дека е резултат на една или две влади, туку е резултат на еден долг процес кој што се случува можеби од таму крајот на комунизмот во 80-тите години преку распадот на поранешната држава, преку процесот на транзиција каде што илјадници луѓе беа отпуштени од работа и овој долг процес на предпристапување кон Европската унија кој што трае веќе 11-12 години, така што ние постојано сме во некој процес на чекање, на исчекување на резултати, а резултатите или доаѓаат ад хок, како што се спомена тука, или воопшто ги нема. А во свет кој што ни дозволува мобилност, на младите им е многу лесно, кога зборуваат 2-3 странски јазици, се добро образовани, лесно наоѓаат
работа во странство или пак патуваат постојано, тука што се вели само остануваат за викенд или за преспивање, па тоа го прават во странство. Еве еден податок кој што скоро го слушнав е дека на границите со соседните држави, мислам дека беше Косово и Бугарија, постојат банки каде што млади од Република Македонија, IT инженери и предприемачи отварат свои сметки нерезидентни во соседните држави, па сите свои финанси ги примаат таму. Ова е еден податок кој што е алармантен, тоа значи дека државата не ги задржува дури ни оние што се внатре во системот. Избегнат плаќање данок. Веројатно за да на паметен начин избегнат плаќање на данок. Не сакам да кажам дека тоа е сива или црна зона, тоа не е кривично дело, законите го дозволуваат, но сакам да кажам дека таа мобилност на младите им дозволува тоа го прават и на дневна основа и на дневно ниво, а што останува за оние кои што купуваат карта во еден правец и заменуваат за секогаш. Каква е соработката со институциите, бидејќи во овој процес е вклучена и Агенцијата за млади и спорт? Во досегашната работа навистина ние идовме на поддршка на идеите на целокупната работна група. Тука е вклучена исто така и владата на Република Северна Македонија преку советникот на премиерот кој што е назначен за млади, но исто така ги имаме и различните институции кои што работат во сферата на млади, како што е Министерството за труд и социјална политика. И во досегашната работа доста охрабрувачки, доста поддржувачки. И она што навистина мене ме радува е тоа што за прв пат веројатно ваков процес започна и од собранието. Во собранието во изминатите години не гледавме ваква раздвиженост, особено на темите за млади. Така што мене навистина ме радува што и владата и пратениците беа отворени да ги слушнат работите кои што ние ги предлагаме како младински форми на организирање и да ги поддржат во рамки на драфт текстот кој што го имаме сега. Така што би рекол дека ова е добар почеток, добар сигнал дека можеме заеднички да одиме напред и дека треба заеднички зацврстено да одиме кон патот на што повеќе суштински работи креирани за младите заеднички, бидејќи така ние сме најдобрите амбасадори кои што можат да го пренесат знаењето кој што го имаме и да се креираат политиките, но исто така да го споделиме она што сме го работели и да го пренесеме како добра практика до младите и дека можат навистина да ги искористат работите кои што се на маса. На крајот на разговорот јас би ве замолил сите тројцеве да испратите апел до извршната и законодавната власт за овој закон. Може. Ајде јас прв како опозиционер во ситуацијава, прво би апелирал до младите да активно се вклучат во процесот на коментирање и на забелешки кон законот и сега во оваа постапка, но и подоцна преку нас, слободно нека ме контактираат и во процесот на амандмани и во процесот на јавна расправа во собранието. Ние ќе ургираме и преку нашите пратеници да се вклучат мерките кои што сметаме дека треба да бидат во рамките на законот, а на институциите ќе се вратам на апел од почетокот на разговорот е дека главниот збор тие ќе го имаат во имплементацијата на законот, да не ни се случи да формираме локални младински совети 4 години по донесувањето на законот, да не ни се случи да не формираме национално советодавно тело, да не се случи да не формираме коменаџмент тело, затоа што на тој начин ни се излизгува овој многу значаен период за Република Македонија и многу значаен период и за младите, затоа што оваа генерација млади или ќе ги види решенијата за година-две, или ќе се замени од државата, како што впрочем и коментиравме тоа. Иван? Мојата порака пред се до младите е ако не учествуваат, нема да бидат прашани. Ако не се прашани, не носат одлуки. Ако не носат одлуки, се чувствуваат исклучено. Така што се уште има време да се вклучат во овој процес, дури и да не знаат што тоа значи за нив, нека дојдат, ќе дознаат. Во однос на институциите, би апелирал да овој пример да го користат за сите закони, во однос на партиите и подмладоците, да бидат конструктивни како што беа при овој закон, а во однос на граѓанските организации да продолжат и да буткаат вакви иницијативи како што е оваа. Блажен. Па и јас ќе почнам со да го слушнеме нивниот глас во целокупната оваа работа, дури и да не се однесува само на законот. Како што каже Иван, ние како граѓански сектор сме тука да буткаме иницијативи и да бараме работи.
во однос на извршната власт и на законодавната власт, навистина апел дека имплементацијата на овој закон ќе зависи токму од нив. Ние може да буткаме, ние може да даваме предлози дека треба да се направи нешто, но они ги имаат алатките во нивни раце. Не сме ние тие кои што ги имаат алатките. Ние сегаш ќе бидеме тука за да даваме совети, предлози како уште подобро да биде тоа, но навистина да се има на ум дека имплементацијата е исклучително важна и се надевам дека ќе освоиме што повеќе умови и срца на луѓе во извршната власт да навистина да го чувствуваат како свој законот пред се за следните генерации кои што ќе бидат во Уште една државата. поента само ако може, мислам дека не се спомна дека законот е поддржан од канцеларијата на ОПСЕ во Скопје, така што мојата порака би била следните вакви работи да одат без поддршка на странски партнер, бидејќи мислам дека треба ние во иднина сами да препознаеме дека ни треба закон за млади и самите институции и државата и законодавната власт да инициираат вакви процеси без некој од страна да каже да, ни треба закон за млади, ајде ние ќе го финансираме или што и да е, ајде да го направиме заедно. Така што мислам дека конечно треба веќе како земја сами да ги буткаме овие важни процеси. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам лесна и успешна работа и што побрзо донесување на овој закон, а да се надеваме дека демократската свест ќе преовладува кај оние кои што треба да го изгласаат во собранието. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете на програмата на 1 ТВ. Пријатно.